на Маврово Ростуше, Жировница, еве и синоќа имаше баш на социјалните медиуми гледав едно видео во кој што повторно апелира дека мечка се симнала до куќите и вие го актуализиравте прашањето. Барање на општина Маврово Ростуше. Да, го актуализиравте со тоа што и вие ги извадивте бројките, дека има од 160 до 180 мечки каде требало да има 70. Бројките ги објави општина Маврово Ростуше после седница на Советот на која што донале одлука да инициират прогласување на кризна состојба во нивната општина, но би додал дека со овој проблем се соочуваат и жителите на подшарпланинските села, но и на некои други места, како што е Галичник, например, каде што бројот на мечки е значително зголемен. Неофицијално на целата територија на државата има повеќе од 500. Станува збор за заштитен вид. И сите тие се од десната страна на реката Вардар, во Западна Македонија, бидејќи во Источна Македонија нема регистрирано ниту една мечка. Може би повремено на крајниот исток, каде што влегуваат од Бугарија. Мечките во Источна Македонија се истребени, ги нема. Имаме само на територијата на Западна Македонија. Овие се информации кои што ги презентираа представниците на Министерството за земјоделие и екологија. И да, мечката е трајно заштитена кај нас и треба да остане заштитена. Јас сум противник на убивањето на мечки, но онаму каде што ќе бидат детектирани мечки со агресивно однесување, кои што представуваат закана за човечкиот живот, секако дека истите треба да бидат отстрелани, без разлика колку би бил нивниот број, но зборуваме овде за неколку мечки. Сепак, животот на луѓето ми е многу поважен од животот на мечките, но во овој момент надлежноста за решавање на оваа проблематика се наоѓа во рамки на Министерството за земјоделие и екологија, затоа што ние како група за процена која што ја предводам јас, пред 2 дена заклучивме дека не се исполнети условите за прогласување на кризна ситуација, поради тоа што и во овој недостасува за да се прогласи кризна состојба? Сите мерки кои што може да се преземат во кризна состојба може да бидат преземени сега, вклучително и отстрел на агресивни мечки. Така што не постоеше потреба од прогласување на кризна состојба. Нашата одлука како група за процена ја препорачавме на управувачкиот комитет кој што е предводен од министерот Оливер Спасовски. Управувачкиот комитет постапи по нашата насока и препорача на владата да се засилат мерките кои што ги препорачуваат земјоделие и екологија, и тие мерки генерално не се лоши, но се појави доста реакции на Сдруженија за заштита на животни. Јас само една реченица ќе кажам. Многу едноставно кога од овде од Скопје, седејќи во ова удобно студио, на овие убави фотели, седејќи дома со кафе, со пиво, со сок, да зборуваме за мечките во Жировница, но јас ги повикувам сите љубители на мечки да отидат во Жировница. Нека престојуват во Жировница или во околината неколку дена, нека видат мечка, дива мечка во живо. И ќе видат дека состојбата е алармантна, но треба да се бара решение без убивање на мечките. Туку сум согласен со нив, во нити еден момент не бевме за убивање на мечките. Сега, кога сме ке решенијата, вчера на владина седница, прво се повикуваат надлежните да го исчистат ѓубрето во тој дел, во тој регион. Со чистење на ѓубрето, сметате дека ќе се намали повикот кои што го имаат за да се симнат до куќите? Како прво решение, а второ решение да биде успивање и пренесување на друга територија, можеби како што велите во источниот дел, каде што нема воопшто. Се работи за системски решенија, што и ние дали тие се одвестуваат? Група за процена ги препорачавме на управувачкиот комитет, тој на владата. А овие мерки се мерки на земјоделие и екологија. Би рекол добри мерки, оваа мерка со ѓубрето, односно отпадот, е само една мерка во тој систем на мерки и би рекол дека е една од по-незначајните, затоа што не треба да ги навредуваме луѓето од овие села, таму нема такви количини на ѓубре, они имат отпад исто колку што имаме ние овде во Скопје или во било кое друго населено место. Јас бев во селото Жировница, селото е исклучително чисто, но луѓето на крајот на денот отпадот морат некаде да го сместат, додека да дојдат возилата кои што го транспортират. Значи, кантите за ѓубре се уредно наместени и заградени. Мечките доаѓаат и ја рушат оградата и барат, нив ги привлекува во суштина мирисот, бидејќи се сомневам дека има кој знае што да најдат внатре за јадење. Затоа и препораката тие да бидат соодветно заградени со електрична ограда, која што ќе ги одбива мечките, воедно пчеларниците да бидат заградени со електрична ограда. И ова е лесно како мерка ние да го препорачаме.
Тоа е добра мерка. Но објаснете му на човек кој што живее, кој што е роден и живее 60 или 70 години во Жировница, дека треба да купи опрема и жици да го загради својот пчеларник во околината на селото. Не е толку едноставно. А не е едноставно, ама знаете што на крајот од денот тоа е за неговата безбедност. Токму така, вториот момент е кога би немало толку многу мечки, не би ги напаѓале пчеларниците. Сметате дека доколку се успиат и се преместат на друг дел територија на државата, проблемот ќе се префрли на другиот дел. Значи проблемот нема да исчезна, проблемот нема да се намали, само ќе биде на другиот. Затоа повторувам, се работи за систем од мерки. Било која мерка изолирана нема да даде резултати. Сите овие мерки заедно ќе ја подобрат ситуацијата, но нема да ја решат. Што предложивте вие? Значи, ние како група за процена ги прифативме мерките кои што се предложени од стручни луѓе од земјоделие, од екологија. Ние немаме мандат да предлагаме нови мерки. Јас конкретно имав еден предлог кој што јас го предложив здраворазумски, да се употребат припадници на полиција кои што и така имат секојдневни тренинзи со експлозивни средства, со маневрска муниција, да направат некоја вежба околу селото, на тој начин би ги одбиле мечките подалеку од селото. Значи не зборуваме за убивање. Одреден период. Да се разбереме, никако убивање, зборуваме маневрска муниција, оние така наречени шок бомби, има специјални експлозивни средства кои што се користат на тренинг, кои што може да ги избркат мечките подалеку од селото, без при тоа да ги повредат, најмалку да ги убијат. Значи најважното, да, затоа што постојано зборуваме за заштитен вид, тоа останува, туку па ќе се навратам на најклучното, нема да го решиме проблемот, затоа што ќе ги избркаме одреден период. Па проблемот, затоа во тие мерки има предвидено да се прихрануваат мечките, но далеку од населените места. Овој проблем е поизразен оваа година, бидејќи природата, според информациите од земјоделие и екологија, оваа година е посиромашна во делот на плодовите, многу малку шумски плодови, кои што мечките ги користат за хранење, има оваа година, таква е годината, и тие се гладни, затоа се приближуваат до селата. Од друга страна, кога ќе се случи мечка да убие овца, коза, а имаме убиени крави, тогаш таа се закрвува, односно таа почнува се навикнува да јаде месо и представува потенцијална опасност. Вториот момент е мечките е агресивна, како што велите, има не е агресивна, а видите мечката може воопшто да не е агресивна, сака само да јаде, во тој момент некој дете минува по улицата и таа го гледа како потенцијален извор на храна. Значи таа не мора да е агресивна во тој момент или до тој момент. Мечките кои што ќе затоа што неколку пати кажавте дека неколку пати вие кажавте дека за агресивните мечки треба да се превземат и поригорозни. Како да процениме сега кои се? Зборувам за мечките кои што влегуваат во селата, кои што влегуваат по куќите поинтензивно. И сега од Сдруженијата за заштита на животни ќе пуштат клипови како било во Канада, како било во Америка, но јас вака ќе кажам за секој еден гледач кој што гледа оваа емисија, замислете седете во дневна соба, одеднаш се крши влезната врата, затоа што мечката е 200 кила и може да скрши влезна врата на било која куќа, влегува внатре мечка и оди во вашата кујна да јаде. Таа нема намера да ве нападне, па може од срце човек да умри. Дали ја гледавте возрастната господја видеото кој што го објави ЦУК? Ја снимивме, возрастна господја преку 70-80 години, жената беше распаметена, завршена на лекарства и незините синови ја однесоа надвор од селото, некаде во странство, каде што тие живеат, но таа жена во последната фаза од својот живот најверојатно сака да живее оному каде што го поминала целиот живот, а не да отиде во Германија или во Швајцарија. Па да, и да се живее во мир. Затоа кога зборуваме за овој проблем, ги повикувам сите само за миг да помислат како во Скопје седат во својот стан или во својата куќа и одеднашка преку врата влегува една голема кафеава мечка, а при тоа во мерките е предвидено или се нудеше да се предвиде обука како да се постапи при средба со мечка. Еве, јас се сметам за доста вака стабилен, ладнокрвен, сум поминал непријатни работи, но кога би се сретнал очи во очи со мечка, сите тие мерки за миг ги заборавам. Да, не знам кој би можел да остане. Или како беше народната, преправајте се мртви.
Па ќе ви издаде чукањето на срцето затоа што да има мечка на метар од вас, срцето ќе ви излета од гради. Апсолутно Многу дека е посериозен проблемот од што навидум изгледа и овие романтични приказни на здруженијата за граѓани исто така се другата крајност. Не треба нити да се убиват, но и нивната крајност ние да ги храниме со круши и јаболки кои што биле фрлани. Каде тоа фрлат? Кој фрла круши и јаболки кои што ние еве јас јавно ги повикувам нека се заангажират. Јас ја почитувам ова идеја, доколку е возможно, нека направат една акција. Верувам дека има луѓе кои што ќе донират и средства, нека ангажират неколку возила и сите тие фрлени круши и јаболки, бидејќи зборот за големи количини на фрлени круши и јаболки, нека ги однесат во околината на Жировница и другите села од овој крај. Значи, лесно е да зборувате и да делете памет, еве нека действуват. Ќе пофалам едно здружение од Тетовско кое што действува на овој начин. И останатите здруженија треба да го следат неговиот пример, кој што ги подхранува мечките далеку од селата. Тоа е за почит. Да не само отидеме многу со времето, само на крај сакам да заокружам дека мора прашањето под итна постапка да се реши, знаете зошто? Затоа што ни доаѓа зимската туристичка сезона. Маврово е едно од туристичките места кое што е најпосетено од туристи. Па не дај Боже ќе имаме друга непријатна ситуација. Нема храна во Маврово, помали се шансите да дојдат мечките. Таму може да бидат и туристичка атракција. Па не знам колку може да биде туристичка атракција ако така се сипне. зборуваат од здруженијата за заштита на така животните, дека тоа е фино, дека знаете вие кои ќе видите мечка има и соодветно обука и како да се однесувате. споминавте и шара ја споминавте, па и ви шара ќе ја споминаме дополнително. Истиот проблем. Па бете дополнително на тоа дека ни доаѓа зимската туристичка сезона. Но генерално мечките одбегнаа од места каде што има голема фреквенција на луѓе. И во овие села мечките доаѓаат ноќно време или тогаш кога е мала фреквенцијата на луѓе. Од друга страна, селото Жировница, барав на интернет, на Википедија, најдов најраните податоци датираат од пред 500-600 години. Така што тезата дека луѓето влегле на територијата на мечките не е најиздржана, затоа што луѓе таму живеат 1000 години. И би подсетил дека некогаш и на територијата на Скопје, кога немало луѓе, најверојатно се шетале мечки. Така што ние зборуваме дека овие во Жировница влегле на територија на мечките. А што имало во Скопје пред да настане град? Сигурно имало мечки, волци и други диви животни кои што денес ги нема. Некако да ги оставиме небулозите на страна, се надевам дека институциите ќе го решат проблемот. Овие мерки, како сплет од мерки, сите заедно, кога интензивно би се практикували, ќе го амортизираат значително ефектот без убивање на животните.